Во сабота на програмата ќе бидат надпреварите од третото коло на втората македонска фудбалска лига, која коло носи неколку интересни фудбалски пресметки. Во Радовиш ќе се судрат Детонит Плачковица и Слогавиница. Ова ќе биде дуел на двата штипски тренери Горан Здравков и Емил Грнев. А пак интересно е тоа што речи се половина тим на Детонит Плачковица од минатата сезона премена во редовите на Слогавиница, па многу поранешни играчи на тимот од Радовиш ќе изиграат против својот поранешен клуб. Дефинитивно големата дерби пресметка ќе биде во Автокоманда, каде на стадионот Железарница силите ќе ги одмерат Скопје и Шкендија Рачиново. Пиратите кои ги предводи Александар Таневски има триумф и пораз на стартот од новата сезона, а во сабота ќе сака да триумфираат со цел да обезбедат нови 3 бодови прогрес на табелата. Па да, очекуваме нормален надпревар како и сите други во второлигашка конкуренција. Ќе се обидеме да се спремиме за тој надпревар и да победиме. Искусниот стратег Љупчо Марковски Калт се враќа во Автокоманда, но овој пат како предводник на Шкендија Рачинови практично ќе се соочи со својата поранешна екипа. Скопје го сметам за мој клуб, 25 години, нема човек што поминал 25 години во еден клуб. Значи, јас кога бев во Скопје, клубот го најдов во трета лига, во распаднат еден систем, успеавме да го донесеме до прва лига, да остане. Скопје е силна екипа, мотивирана, нови засилувања, нови ветрови таму. Надпревар како и овој, да се игра фер, да има убав фудбал за публиката и нека победи подобри. Брегалница на домашен терен во Штипки го пречека тимот на Тетекс. Во меч каде сините ќе одат по прв триумф на домашен терен откако ремизираа со Кожув во првото коло пред верните навивачи, зашто фарите и реми во Штипки биде позитивен исход. Беласица како апсолутен фаворит ќе оде на гостувањето кај новиот второлигаш Големо Конјари. Разликата во квалитет е голема, па повеќе од јасно дека трите бодови би требало лесно да заменат во Струмица. По-неизвесен надпревар ќе се одигра во македонска Каменица, каде ќе се соочат Каменица, Сасе и Кожув, во меч каде рударите ќе се борат за прва победа, откако во првите две кола ремизираа, а пак Кожув кој одлично отвори новата сезона ќе атакува на нови 3 бодови. Новаци ќе бара триумф на домашен терен против Вардар Неготино. Фаворитската улога ќе има домашниот тим кој е значително засилен со нов спонзор, а пак за тимот од Неготино и Реме ќе биде позитивен исход, а сигурно дека Вардар ќе оди и по 3 бодови. Охрид ќе бара прва сезонска победа во третото коло против Осогово на домашен терен. Рибарите имаат реми и пораз на стартот од новата сезона, пак жетварите од Кочани кои одлично ја отворија во новата сезона ќе целат кон освојување на бодови на Белени извори. Во ресен прва сезонска победа ќе барат преспа и победа, а пак домашниот тим кој е нов второлигаш ќе бара први бодови, но ќе атакува и на постигнување на прв сезонски гол. Победа е разнишена, но успеа да извлече бод во претходното коло со Саса, а сега ќе оди кон освојување на целиот плен.